150 домакинства утрово останаа без снабдување со струја и вода во селото Света Петка, откако настанал дефект од поголеми размери поради диви приклучоци и пат на мрежата. Екипите на електродистрибуција излегле на терен, но биле спречени од жителите да интервенираат. Ова не е нов проблем, со оглед дека загубите на струја во ова село надминуваат над 60%, додека наплатата изнесува само 7%. На терен е колешката Симона Петровска. Симона, дали е повторно вратена струјата на жителите во селото? Што се случува таму? Да, Александар, се наоѓаме во Света Петка, село во општина Сопиште со околу 800 жители. Од утринава и се уште жителите останаа на ова скопско село, останаа парализирани без основни услови за живот, без електрична енергија и без вода. Пред ова линковско вклучување разговарав со жител, но и поранешен советник, кој ни раскажа за мајките и проблемите кои што секојдневно се соочуваат, па тука не би должала многу, би ја погледнале и би ја слушнале неговата изјава. 15.000 пензија, јас да платам 10.000 сметка. И тоа ќе го платиме, не е проблем. Се договоривме, ги дадам шанса да ги работат сите. Прво вика сати да ги ставиме, да го решиме проблемот со мрежата што е тука, со трафата, бараме трафата, чим е во џамијата, ми ја платиме струја кај џамијата. 10.000 еври ги плативме и да има струја, селото, кој што нема, некој плаќа, не плаќат сите. Ја знам дека не плаќат, ама. Почнете прво да за сите да одите, не од кај нас овде да почнете. Од Сопиште нагоре нема ставене сати. Директно дошле од кај нас, од кај Чевик. И да ги стават сатите, овде има голема сиромашлија. Не можат луѓите да живеат, а камоти да платят 10-15.000 струја. Поради нелегални приклучување и неконтролирано трошење на електричната енергија дошло до дефект, пошто корисниците на ова село останале без електрична енергија, велат од електродистрибуција. Додаваат дека загубите во селото се над 60%, додека наплатата на електрична енергија е само 7%. Низ годините компанијата повеќе пати се потрудила да ја реконструира мрежата во селото Света Петка и за таа цел се реализирале и состаноци со населението, но без никаков резултат. Жителите на селото Света Петка се соочуваат со прекен во снабдувањето со вода и електрична енергија, откако во раните утрински часови настана дефект. 150 домакинства се засегнати, додаваат од електродистрибуција. Значи, Александар, како што веќе кажавме, од утринава жителите на скопското село Света Петка во општина Сопиште останаа без електрична енергија и вода.